Благодарам. Почитувана министерки за труд и социјална политика. Точно е дека вработивте луѓе во центрите за социјални работи и во останатите научни установи, кои што се подкапа на вашата институција со која раководите. Но станува збор исклучиво за луѓе кои што добија виза од вашите општински организации за да бидат вработени во тие институции. Ниту еден нема по заслуга дека е експерт за нешто или не знам што. Единствена заслуга е нивната партиска активност во вашите општински организации. Тоа е факт, сите го знаат, не треба да го слушнеме одговорот во било која насока од ваша страна. Инаку, секоја чест за вашите активности во невладините организации предходно, но сепак да водите едно вакво министерство, тешко е да се биде добар министер. Добар министер ве разбирам, таква е дејноста, но барем да признаете со какви се потешкоти се соочувате во раководењето на Министерството за труд и социјална политика. Инаку ние како политичка власт ниту оставивме руинирани центри за социјални работи, сите добро знаат дека во 2003 година со еден акт на владата, на тогашната влада на СДСМ, беа одземени ингеренциите на центрите за социјални работи во Валандово, Кратово и Демир Хисар. Владата на ВМРО ДПМН во 2008 година повторно ги врати ингеренциите и за голема среќа, затоа што ние, како раководна структура на партијата во Валандово, вршевме позитивен притисок кон владата, за да повторно се ја повратиме таа многу значајна институција за нашите граѓани. Затоа, ние не успеавме за еден, двајца, тројца да го екипираме тимот повторно, но сепак се реконструира таа институција комплетно. Имаме еден репрезентативен објект кој што функционира во рамките на своите надлежности, сметам на едно високо ниво, и затоа вашата констатација дека сме оставиле руинирани центри за социјална работа, не знам каков систем, дека многу мерки имате воведени. Сите мерки кои што ги воведувате или кои што претходно ги имаат на располагање граѓаните на Република Македонија се согласно закон. Ниту Ѓоко Камчев, ниту Мила Царовска, ниту премиерот или било кој ги носи парите во буџетот од дома. Тоа се средства кои што ги обезбедуваат граѓаните за потребите на државата и за граѓаните пак повторно да се вратат на нивно користење. Ви благодарам, немам дополнително прашање. Благодарам, има збор пратеник од Панчо Минов, повелете.